Потрошувачката на горива константно расте, особено во пограничните региони во државата, но ризик од недостаток нема, потврди и денес премиерот Кристијан Мицкоски. Притисокот е најголем на северната, јужната и западната граница. Зошто? Затоа што кај нас се убедливо најефтини и дизелот и безоловните горива. Кај нашиот јужен и западен сосед цената веќе доаѓа за дизел горивото во висина 2,2 евра по литар. Кај нас е на 1,52, 1,53, значи повеќе од 0,6-0,7 евра по литар поевтина. И исто така на северната граница, таму да речеме во соседна Србија, мислам негде околу евро 85 дизелот, што е негде отприлика 0,3, односно 30 центи по литар поевтина. Иако состојбата се менува на дневна основа, горива сигурно ќе има, вели Мицкоски. Состојбата со нафтата и нафтените деривати, дизел горивата, безоловните бензини, керозинот и така натаму, се во исклучително добра состојба. Ние како држава во овој момент не гледаме во ланецот на снабдување било какви предизвици. Во постојана координација сме со снабдувачите и од тој аспект ние не гледаме опасност за нашите граѓани и за нашите бизниси. Има доволно количини и во државните резерви, но и во цевководот, кој што го поврзува Солунското пристаниште со рафинеријата Окта, кој што е веќе функционален и оперативен. Во однос на цената, како ќе се движи и како таа ќе се формира? Ако е цената, да речеме, меѓу 800 и 1000 долара по тон, тогаш е 1 денар намалувањето на акцизата по литар. Ако од 1000 до 1200 долара по тон е 2 денара, ако е над 1200 долара по тон, тогаш е 4 денара. И мораме да се движиме во рамките на тој закон, бидејќи поминуваат првите 15 дена, првата половина од месец април. Денеска ги чекаме пресметките како се движела цената на плац Италија. И врз основа на тоа, така и регулаторна комисија ќе и препорачаме како влада да се однесува кон акциз. Во меѓувреме траат преговорите со Окта, која во целиот овој кризен период дополнително ги намали цените на горивата за 3 денари по литар.